На денешен ден, пред 74 години е формиран тиквишкиот партизански одред Добри Даскалов, една од најголемите и најбробените партизански единици во тој период во Македонија. Имено на формирањето на одредот претходеа голем број подготовки, а веќе на 1 мај 1943 година започнуваат да излегуваат и првите партизани. На 14 мај 1943 година во местноста Мичвездево, тоа е на планината Вишешница, околу 80 борци полагаат партизанска заклетва и извршено свечено постројување на кое што е формиран тиквишкиот партизански одред Добри Даскалов. Формиран е штаб на одред кој го сочинуваат Никола Минчев, командант, Димка Ангелов Габерот, политички комесар, Лазо Каледжиевски Добри, заменик командант и Петар Пепелјуговски, заменик политички комесар. Уште истиот ден извршена и првата борбена акција во селото Ресава, меѓутоа поради недоволното војничко искуство доаѓа до престрелка со бугарската патрола во која што е убиен Фердор Осомански Нано, што воедно представува и првата жртва на тиквишкиот партизански одред Добри Даскалов. Во наредниот период следат неколку акции, меѓу кои акцијата во селото Дреново на 17 мај 1943 година, потоа акцијата во селото Бојанчиште на 18 мај во која што се убиени 8 бугарски полицајци, а од страна на партизаните загинуваат Лазо Стојанов и Миле Вачков. Во овој период се организирани неколку успешни акции против бугарскиот фашистички окупатор во селата Праведник, Шешково, понатаму Галиште, во кое што се одземената стока им е вратена на претходно населаните, а сите овие акции предизвикуваат голем бес и револт кај бугарскиот окупатор, кој што превзема една сериозна акција, односно офанзива, позната во историјата како јунска офанзива на бугарскиот окупатор, во која што учествуваат 12.000 бугарски војници и полицајци, па дури и 2 контра 4. Одредот навистина успеал, мислам, доживува неколку сериозни удари и во помали групи се префрлат во реонот на Егејска Македонија, односно во реонот на Зборско. Интересно да се каже дека во овој период загинува заменик на командирот на првата чета Блаж Тодоровски Чичето на 7 јуни 1943 година кај селото Никодин, понатаму на 10 јуни во местноста Торкови Лаки, во близина на Клинската леса, загинува политичкиот комесар на штабот на трета оперативна зона и на тиквишкиот партизански одред Добри Даскалов Димка Ангелов Габерот. Со него загинува Ило Биларов, Пано Мударов и активистот од село Галиште Стојан Крстев. Одредот во помали групи се префрла во реонот на Зборско, каде што се организирани тактички, маневарски вежби со борците, а исто така и неколку теоретски предавања со борците за карактерот на војната и така натаму. Од партизанските одреди Добри Даскалов, Сава Михајлов и делови од Битолскиот партизански одред е формиран баталјонот Страшо Пенџур на 24 септември 1943 година, а 30 дена покасно е формиран и вториот баталјон на третата оперативна зона.